civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Направи разлика е иницијатива која Цивил ја започна на почетокот на март, но таа е своевидно продолжение на минатогодишната иницијатива Обединети во различноста. Секако, ако го погледнете Цивил, во текот на 22 години од своето постоење, всушност за истите идеи, за истите вредности се залага цело време. Направи разлика, почитувајќи различностите. Тоа е иницијатива во која ние се обидуваме да ги промовираме различностите како богатство, да ги промовираме европските вредности, пред се човековите права и слободи, почитувањето на човековото достоинство, слободата, правдата, еднаквоста меѓу луѓето. Во овој проект, со оваа иницијатива, ние ќе поканиме голем број интелектуалци, јавни личности, популарни личности, звезди, се разбира и граѓанки и граѓани кои со своите идеи, пораки, примери, искуства можат да придонесат кон формирање на тој убав, прекрасен мозаик на различностите, ни своите пораки, но и ни своите лични искуства. Се разбира, во текот на изминатиот месец ние имавме безброј предизвици, почнувајќи од COVID-19 предизвиците, меѓутоа и со други предизвици со кои се соочува и секој обичен граѓанин или граѓанка во нашето секојдневие. Од почетокот на март започнавме со проектот Направи промена, почитувајќи различностите. И во изминатиот период имавме низа на настани, на текстови, на копања по архиви, разгледување. Пред се гледавме и како во другите држави функционират општествата, како тие таму ги прифаќаат своите различности, копајќи по тоа како нашите невладини организации промовираат различности. Најдов на интересен проект кој што го работеше Цивил во 2019, мислам дека, Стоп на насилството и екстремизмот. Во тој период бев и јас вклучен, каде што одевме во неколку општини низ државата, Тетово, Скопје, Велес и Куманово. Таму видовме дека има многу дечиња кои што се од различна етничка и верска припадност. Можеби во тој период таму она што го забележаве дека тие дечиња учат во различни класови и немаат допирна точка еден со друг иако учат дури во исто училиште. А да не кажеме дека учат и во различни училишта. Кога се направи проектот, од сите училишта дојдоа, каде што ајде да ги наречеме чисти училишта, зборам за чисти македонски или чисто албански училишта, во нашиот проект на Цивил, тогаш се вклучија децата, каде што првпат се составија и македончиња, и албанчиња, и ромчиња, и други етнички заедници, каде што заедно цртаа, заедно упатуваа пораки за љубов, за мир, за соживот. Колку и да, например, некој го пишуваше на различен јазик, пораката сите ја разбираа. Тоа беше убавината во таа различност. Јас во мојата колумна Цивил Југославија во мало опишав како во една мала екипа, односно од десетина луѓе се состои Југославија, затоа што ние, барем јас не ја начекав она братство, единство Југославија, но тоа го дочекав во Цивил кога дојдов. При самиот влез видов многу различности, видов личности кои што се од сите, буквално сите етнички заедници, од сите верски, дури можеби јас како верник немам многу допирна точка со луѓе кои што се атеисти. Во Цивил начекав атеисти кои што се поголеми верници од верниците, но тоа е веќе друга приказка. Сакам да кажам дека во Цивил има она хармонија, има соживот, има различности. Во Цивил не зборуваме како живеат или да претпоставиме како живеат ромите, албанците, турците. Не треба да прашаме како или да претпоставуваме, прашуваме. Да си го прашуваме колегата. Што сакаат ромите?
Или што сакат албанците, што сакат турците, што сакат власите, црногорците, бошњаците, си ги прашуваме нашите колеги. Исто така во цивилно е интересно што не го следиме рамковниот договор, туку по дефолт цивил тоа и е. Откако започнавме иницијативата Направи разлика, почитувајќи различностите, се заинтересирав како функционираат компаниите ширум светот. Тоа што можев да го дознаеме дека најбитната работа во една компанија е да се почитуваат различностите на вработените. Со вработување на луѓе од различни етнички, културни, религијски позадини, без разлика на полот, верата, возраста, нивото на образование и така натаму, придонесуваат за компанијата да има еден широк спектар на идеи и искуства кои што понатака можат многу да и донесат на компанијата. Тоа што е многу важно при вработување на лица од различни карактери и различни позадини е тоа што можат многу повеќе да придонесат за компанијата да може да просперира понатаму. Пред се негувањето на различностите подразбира тежнење кон почитување и прифаќање на секој индивидуалец сам по себе, меѓутоа и како дел од заедницата, каде што се признаени индивидуалните разлики. Оттаму, кога зборуваме за различностите во политиката, подразбираме дека секоја влада, политичките партии и заедниците ќе тежнат кон ваквото признавање и негување на различностите. Политичката разновидност е систем кој што им гарантира подеднаква вклученост на сите граѓани во носењето на одлуките кои што влијаат врз градење на нивниот социјален, економски и општествен живот. Политичката разновидност им овозможува тие да бидат дел од репрезентативното управување како активни учесници, а не како пасивни посматрачи. На некој начин политичката разновидност би требало да придонесе кон развивање на инклузијата и почитување на различностите, односно прифаќање на различни традиции, идеи и култури кои што ќе градат едно силно, прогресивно и среќно општество кое што ќе може да се соочи со сите предизвици на современиот свет, оние што со сегашните, меѓутоа и оние кои што ќе ги донесе иднината. По некаква дефиниција различностите, човечките различности се најголемата рефлексија на различностите на сите луѓе низ целиот свет. Така што различностите, поготово во нашето општество, се многу видливи со тоа што ние живееме во мултиетничко и мултикултурно општество. Тоа што го работев јас беше во смисла во однос на прифаќањето на различностите на едниот кон другиот и на третиот, инклузијата на различните од нас, прифаќањето, валидацијата на поразличниот јазик од кој што го зборуваме, прифаќањето на подоминантната етничка заедница во државата кон помалобројните заедници, признавањето, препознавањето на јазикот и давањето еднаква важност на сите етнички заедници што живеат во нашата земја. Со оглед на тоа што и целиот наш тим е различен по однос на националност, по однос на и родова различност имаме и секаква различност, си разменуваме идеи кој што денеска би можел да опфати од аспектот на различности, така што речиси на дневна основа се прават пресеци и се прават одлуки која тема од аспектот на различностите ќе ја работи. Така што имаме убава соработка меѓу себе и тоа така тече. Тимот, целата организација е всушност посветена на следење на сите општествени случувања и политички случувања што се случуваат фактички во државата. Така што делот од различностите, делот од етничките превирања, било да се позитивни или какви да се секогаш влегуваат во нашиот видокруг на делување и на следење. Така што така работи нашиот тим. Во нашиот тим се создаде една атмосфера во која практично се надпреварувавме кој ќе фати кој аспект и кога ќе се објави тоа. Така зборувавме за различните аспекти на
тоа како се почитуваат и негуваат различностите, еднаквоста и европските вредности во фирмите, во компаниите, за тоа како различностите и еднаквоста кои се негуваат во компаниите придонесува кон нивен успех понатаму на пазарот, заради тоа што собираат искуства токму од своите вработени, идеи токму од своите вработени. Тоа се убави места за работа, каде што се почитуваат луѓето и се третираат како еднакви меѓусебно, без оглед на тоа од кое, со какво потекло имаат, од каде доаѓаат, на која возраст се, со каква ориентација се. Понатаму зборувавме многу пати за тоа како се почитуваат различностите во политиката, како се почитуваат различностите воопшто во општеството, што се подразбира почитување, нега на различностите и промовирање на еднаквоста на европските вредности во едно општество. Тоа што многу мене лично како раководител во нашата организација и во оваа иницијатива ми остави силен впечаток е топлината, човечката топлина со која сите мои колешки и колеги зборуваа, пишуваа, едноставно повеќе го живееја тоа што го има во оваа иницијатива, отколку што воопшто може на било кој начин да објасни, да опише и да представи во некаков медиумски продукт. Многу повеќе за различностите не само во политиката, туку во изборните процеси, на работните места или генерално во општеството можете да прочитате во категоријата мултикултура на civilmedia.mk. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.